Civil Media. Dobar den, dragi prijatelji. Pozdrav do site učesnici i gledači. Pozdrav do organizatorot, do gospodinot Džabir Derala. Особено за изборот на темата која е актуелна се уште и денес. Пред било што да кажам, сакам уште еднаш да се извинам на моите деца и на мојата сопруга, што реши си една цела деценија физички бев отсутен од нивните животи. И тоа не заради моја индивидуална слабост и злоупотреба и лична и како функционер, туку заради еден систем на владење против кој секогаш сум се борел и ќе се борам. Кога ги читам деновиве апелите на мајките за нивните деца да не бидат без родителите, да не бидат предмет на линч поради делата на татковците, јас безрезервно застанувам зад нив. Независно што нивните сопрузи или сопруги одговараат за криминал, а не за патриотизам, дали се невини или виновни. Јавноста знае дека јас сум бил мета речиси на сите режими. Од екс-Југославија до денес немало режим кој не ме прогонувал и немало режим пред кој не сум бил изнесен пред суд. Навикнат сум да живеам со тоа, а и моето семејство, кое заедно со мене поминало низ пеколот од неправди. Но фала му на Бога, имаме меѓусебна љубов, разбирање и почит, и тие условно речено обиди за медиско линчување, монтирани судски политички процеси, затвор и уште повеќе нас како семејство и како луѓе не споиле. Но факт е дека тој период, скоро една деценија, самување за Македонија, ми одзема многу од мојот живот. Јас најдобро знам какво е чувството да си осуден на правдина, но знам и за каква татковина сум се борел и уште се борам, и каква сакам да биде и ќе биде мојата Македонија. Токму затоа, од срце посакувам да се најде правда и за внукот на нашиот прв преседател Ченто, чиј дедо беше суден заради поинакви политички ставови, мислења во југословенската комунистичка власт. И верувам дека актуелната судска власт, дека преседателот на државата ќе најдат начин како да се реши и тој случај кој го создаде бившата власт на бегалецот, при што цената ја плаќаат други заведени од него. Ќе речете зошто го споменувам Ченто? Го споменувам токму заради судбината на неговата фамилија, према која ниту една власт немала милост. Кога мене ми се случуваше сличен прогон, Рака ми подаде власт против која политички сум се борел, сум бил политички опонент. Опција која е поразлична од мојата ВМРО-вска опција и опцијата на Обединети за Македонија. Тие ми пружиле рака. Ми пружила рака затоа што верувале во мене и затоа што верувале во правдата. Бидејќи кога е во прашање вистината, тука нема мои и твои, наши и ваши. Така да речам, сака да ме видат во Зандани оние кои под наводници се декларираа мои, оние модернизирани, новокомпонирани, квазипатриоти кои безсрамно, сурово, нечовечно го користат светото име ВМРО и се нарекуваат ВМРО-вци. Но јас, мојата правда ја докажав, иако напати уште ме прозиваат измислени величини, слушнав пред некој ден, и лажни бранители од татковинската војна 2001 година.
Затоа верувам дека правдата пак ќе победи. И во случајот на младиот Ченто, кој треба да излезе од затвор, а на негово место да дојде креаторот на овој криминал, хаос и жив песок од кој мака мачиме и после 2,5 години од слобода да се извлечеме. Ќе дојде на местото на Ченто оној кој го заслужува неговото место затоа што го изманипулира. Мој совет до сите вас кои се уште мислите и верувате во груевизмот, во Груевски, мој совет до вас, тој никогаш не бил патриот. Никогаш не верувал во Македонија. Еднаш на едни парламентарни избори многу јасно кажа дека со Македонија владее банда криминална. Тоа се криминалци на кои им е гајле, ама ичи им е гајле за судбината на својот народ, на своите луѓе, кои денес ги оставија, како што вели нашиот народ, на цедил. Кои денес веруваат во нив, во тој груевизам, да им порачам дека тие се лажни патриоти и дека верувањето во груевизмот е верување во нешто што е надвор од вредностите на ВМРО. Ретко кој има сила, а ја имам разбирање за следбениците на Груевски да признаат, ретко кој има сила да прифати дека следел слеп, лукав, себичен водач, кој следел едно политичко страшило, едно политичко чудовиште, кој мошне лагодно Белиот дворец од Скопје си го замени со друг дворец во Пешта, во Будимпешта, но задржувајќи ги букурешките манири. Оттаму се обидува да командува, мислејќи се како голем лидер. Да, тој е лидер. Навистина е лидер за креирање на хаос, криминал, издајство на сопствената татковина, кукавичлук, интриги и се што е типично за такви луѓе. Еве и новите дечки од ВМРО ДПМН, поточно кои се продолжена рака на својот будимпештански ментор, ме обсервираат. Еден Антонио, и да не ги набројувам, излегуваат со разни изјави против мене. Актуелниот сегашен преседател и така натаму ме држат и натаму под обсервација. Урнекот на нивниот водач, кој никако не може да се помири дека е бивш водач, која е многу тешка психичка состојба за еден таков човек, за една таква слаба личност, а историјата ни покажала еден сличен таков заврши во бункерите на Берлин, незадоволен што веќе не е начело и не е диктатор. Јас повторно сум им инспирација за да добиваат политички поени и повторно истата реторика дека некој е предавник, а тие се тобожни патриоти. Сакам да појаснам нешто, да им стане јасно. Јас, господинот Зоран Заев, не го почитувам нити затоа што ми е прв братучет, нити затоа што ми е другар од детството. Го поддржувам и почитувам и му оддавам почит затоа што има храброст и се нафати во најтешкото македонско време да се справи со подмолниот рак во општеството кој го зајадува нашиот систем, да го острани,
ако треба и со хируршки запад. Гледате ли колку рецидиви на едно страшно македонско време имаме и денес? Гледате ли колку подаништвото кое го заговараше Груевски не може да се искорени? 2 години и пол е краток период објективно и не може да се залечи нешто што е разјадувано една цела деценија. Уште помалку да се измени перцепцијата на следбениците на режимот на Груевски. Гледајќи го сето ова, после се што сум доживеал јас сум, верувајте, најкомпетентниот во државата да кажам, не дај Боже, власта да те земе на око, како вели нашиот народ, или на пик. Да те земе, не дај Боже, платенички новинар на пик, кој секојдневно ќе монтира и ќе прикажува лаги за тебе, за твојата партија, за твојата личност. Не дај Боже. Зборувам од аспект колку треба да се бориме, барем медиумскиот простор да биде слободен во вистинска смисла на зборот. Да имаме слобода на медиумите, слобода на говорот, слободно да размислуваме и слободно да живееме. А за најболната тема во општеството, за судството, за тоа треба да разговараме надолго и на широко, за реформите кои не може да се направат на брзина, а и резултатите да ги очекуваме преку ноќ. Но факт е дека се прави и дека се поместија работите од мртвата точка, од оној жив песок во кој ја остави Македонија режимот. Кога јас велев дека опасни криминалци, дека банда криминална владее со државата, тогаш во македонските медиуми, а и мои пријатели ми рекоа дека сум престрог, дека сум претерал во квалификациите, а од денешен аспект, од оваа временска дистанца од скоро една деценија, заклучувам дека сум бил и премногу благ кога била таа банда криминална во прашање. Јас едноставно не сум бил миленик на власт. Може би и што како човек не прифаќам лажни вредности, лажни величини и лажни раскази за едно време во кое живееме. За ова наше време. Дури сега излезе дека јас навистина сум му обсесија на некрунисаниот принц од дворот во Будим, односно во Будимпешта. Почитувани мои, драги мои пријатели, гости, гледачи, на крајот размислував што да раскажам како интересно од тоа време на хајки, полициско-политички прогони, ужаси, обиди за моја физичка ликвидација, малтретирање, тортури кои ми се вршеа додека бев што во домашните, што во белосветските затвори. Јас мислам дека јавноста буквално се знае за мене. Мојот живот и по вертикала и по хоризонтала им припаѓа на јавноста и луѓето знаат кој е братот Љубе, борецот за поинаква Македонија. За Македонија која денес чекори со големи чекори кон НАТО, со големи чекори кон Европската Унија. Македонија чиј сон е остварен од една друга политичка сила, од еден друг човек. Сонот на нас, кои 90-тите години, скоро пред 30-тина години, го формиравме ВМРО, е денес македонско јаве, е остварен од една друга политичка опција, затоа што овие 10 години ја држеа во заложништво Македонија. На крајот, почитувани мои пријатели, ве поздравувам од длабочината на мојата робијашка душа. Ве поздравувам и ви посакувам успешен
работен ден. Секогаш со вас, со нашата татковина, вашиот брат Љубе. Благодарам. Civil Media